По повод празникот Рождество на Пресвета Богородица на 20 септември пред платото на црквата посветена на Пресвета Богородица во село Богородица, општина Гевгелија, Домот на културата Македонија во Гевгелија ќе го одбележи патрониот празник на населеното место со организирање концертна вечер на чалгиска и традиционална музика. На концертот на чалгиската и традиционална музика, кој е закажан за 20 часот, ќе настапи оркестарот при ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани и Тијана Јаневска вокал, кои се единствени учесници. Од Кочанскиот ансамбл ги поканија сите љубители на чалгиската и традиционална музика да бидат дел од настанот во прекрасниот амбиент пред храмот во Гевгелија. Во оваа прилика сакаме да се заблагодариме на општина Гевгелија и на Домот на култура Македонија од општина Гевгелија за поканата и што го препозна квалитетот во нашиот ансамбл. Исто така ги известуваме сите заинтересирани и сите љубители на македонската традиција, македонската чалгиска музика и традиционална музика, дека концертот ќе може да го проследат во живо, онлайн на Facebook страната на ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Воедно ви известуваме дека исто така истиот концерт можно е да се повтори во повеќе градови во Република Македонија. Секојдневно стигаат покани за фестивали и за концерти, така да сакаме да заблагодариме на сите подржувачи и слободно уживајте во концертот. Моментално работиме по сите протоколи, значи концертите ги одржуваме само со чалгискиот и со традиционалниот оркестар. Концертите се одржуваат по протоколи донесени од Министерството за здравство и Министерството за култура за манифестации и фестивали. Настанот ќе биде збогатен со отворање на изложба на 22 реплицирани фрески и икони од Бигорскиот манастир по повод 1000 години од неговото обстојување, со почеток од 18 часот и 30 минути. Манифестацијата ќе се одвива според протоколите, со што целосно ќе бидат запазени мерките за заштита и спречување на ширењето на COVID-19. Домот на културата Македонија во Гевгелија во својата програма на културни настани за 2020 година ќе запише уште една манифестација со прекрасен повод – чествување на рождеството на Мајката Божја.